Сапо Мухика или Кроуфут или Гаврановата голема нога. Тоа бил еден од попознатите индијански поглавари во 19. век. Бил поглавар или поглавица на племето Сиксика, кое го населувало јужниот дел на Алабама или Канада. И после години на војни, преговори и така натаму, се согласил поглавицата Мухика да канадската пацифичка железница да изгради железничка пруга која што ќе поминува низ територијата на неговото племе. И како благодарност компанијата му дала документ со кој овој човек можел да патува бесплатно, да ги користи транспортните услуги на железницата бесплатно во било кое време, кога сака, када сака, до крајот на животот. И така му били отворени пред него големи можности за патување со таа железница. Поглаварот, бидејќи се почувствувал многу почестен и благодарен, го зел документот, си го ставил во кожненото торбиче околу појасот и си го носел до крајот на животот. Меѓутоа, од она што е познато во историјата, тој никогаш не се качил на воз. И никогаш не ги употребил тие можности што му биле дадени. До крајот на животот ги користел коњите, кочиите, но не се качил на големата можност што му била дадена. И можеме да кажеме, и со право ќе кажеме, дека напразно пропаднал тој доживотен билет неискористен. И тоа е неразумно. Глупаво е да не ги искористиш новите достигања, да не ги искористиш новите ресурси кои му биле дадени на располагање. Но многу пати и ние, христијаните, постапуваме така неразумно, постапуваме неодговорно кон големите ресурси па кои Бог не ги остава на располагање во спасението кој го имаме преку Исус Христос. Некако како христијани, оние благослови, многу благослови што ги имаме од спасението, ги оставаме да стоят, да висат закачени на некоја дрвена плочка, изгравирани, урамени во некоја рамка, и стоят на цидовите, си ги гледаме, но во нашиот живот остануваат нереализирани во практиката. И затоа овој текст што ќе го видиме во првата глава на ова второ послание, 3 и 4 стих, се убаво подсетување за ресурсите што ги имаме во Бог, ресурсите што ни ги дава во новиот живот што го живееме, една мотивација да ги користиме, да не останат празни ветувања, празни можности, празни ресурси. И ако можеме некако целата идеја од овие два стиха што ги прочитавме да ја представиме, тоа би било сумирано на ваков начин. Бог, преку познавањето на Христос и верата во неговите ветувања, ни обезбедил се што ни е потребно за животот. Така пишува барем апостол Петар, дека преку него имаме се што ни треба за живот и побожност. Тој ни дал се што ни треба за животот и за побожноста. Зборчето се значи се, сичко, се. Нема нешто што не достига за нашиот живот, нешто што Бог не го обезбедил за нашиот живот. И сега оваа изјава може да звучи убаво, и јас верувам дека секој вистински христијанин, за какви што се сметаме ние, ќе кимне потврдно со главата и нема да возрази, нема да реагира одречно. Ќе каже да, навистина е така. Бог ни обезбедил се што ни е потребно за животот. Но само на теорија. Во нашиот вистински живот, во практичниот живот, ние многу пати ја негираме оваа изјава, ја одрекуваме оваа изјава. И со нашиот живот, со нашите решение покажуваме недоверба во тврдењето на апостол Петар дека Бог ни обезбедил се. Реагираме со недоверба, барајќи други ресурси надвор од оние кои Бог ни ги обезбедил. Џон Макартур во
на негова позната книга од 70-тите години, нашето задоволство, нашата задоволеност во Христос, говори за тоа и вели дека христијаните, современите христијани, молчешком го прифатеа мислењето дека ресурсите што ги имаме во Бог не се доволни, не се соодветни за современиот христијанин, не се адекватни. Нашите богатства во Христос, како што се Словото, молитвата, присуството на Светиот Дух во нас, не одговараат на потребите на современиот христијанин. Не се соодветни да ги задоволат реалните потреби, како да нашите потреби излегуваат од сферата на Словото, на она што Словото ни го дава како совети. И посебно се прави осврт, веројатно 70-тите години било времето кога почнале масовно да посетуваат психијатри, психолози, па и христијаните, и тој почнува да говори посебно за грижата во човечкото срце, за она несоодветност што христијаните сметаат дека ево Библијата, несоодветност на Библијата да ги реши потребите на човечката душа, душегрижништвото. И пишувајќи во книгата вели, психолозите станаа новите херои на душегрижништвото. Тие се дочекани како вистинските лечители на човечкото срце. Тие христијанските служители се сметаат за неспособни да се грижат за човечката душа, доколку не ги освоиле психотехниките. И понатоа вели предупредуваат психијатрите. Опасно е човек кој не ги познава, не ја познава психијатријата да се занимава со човечката душа. А всушност, вистинската е опасност е кога човек ќе го тргне настрана сето она што Бог ни го дава како ресурси за грижа за човечката душа. Кога ќе се довериме на другите работи и ќе ги тргнеме настрана Словото, молитвата и Духот кој действа во нас. Да нема недоразбирање, Мекартур нема за цел да одрече потребата од медицината и од сите оние достигања до кои што стига психијатријата. Целта на Мекартур е да ги врати луѓето кон Словото и молитвата, да го врати христијанинот кон вистинската грижа за човечката душа. Бидејќи во овој наплив на користење на таквите услуги, христијаните целосно заборавиле на Словото и на молитвата. И идејата всушност, која сака да ја пренесе и книгата на Мекартур, па и овој текст, е дека во Христос има навистина се што не е потребно за животот. Или Словото вели дека се е потребно, или Словото не е вистинско, или има проблем кај нас. А јас верувам дека Словото е вистинско. Значи, Словото не уверува дека Бог преку верата во Христос ни обезбедил се што ни е потребно за животот. Во Него, во Христос, имаме неисцрпни ресурси. Ресурси за кои дури не сме самите свесни дека ни стојат на располагање. И надежта е дека ова порака ќе ни помогне да ги разбереме и да ги примениме во животот. Ајде да видиме кои се основните идеи. Бог ни ги подари собствените неисцрпни ресурси како дар заради верата во Христос. Минатиот пат говоревме за целта што Бог има за нас, постојано благословите од спасението, како што се благодата и мирот, да се умножуваат во нас. Да се умножуваат преку растежот во познавањето на Христос. Значи, Божјата цел за нас е постојано да се умножуваат благословите од спасението. Меѓутоа, за тие да се умножуваат, потребни се ресурси. Бог ни обезбедил и ресурси преку кои може благодата и мирот да се умножуваат во нашиот живот. И тие ресурси, вели Словото, повторно ни се подарок. Преку верата во Христос. Понатома ќе видиме дека тие ресурси ги добиваме преку верата во оној кој не повикал преку славата и совршенството, преку неговата слава и совршенство.
И тој не повикал преку славата и совршенството заветувања кои ни обезбедуваат да бидеме соучесници на божественоста, на Божјата природа и да се одделуваме од развратот на овој свет. На многу долга мисла која ќе се обидеме чекор по чекор да ја разјасниме. Значи, имаме ресурси. Тие ресурси имаат некаква намена во животот. Тие ресурси кои имаат определена цел се добиени како дар од Бог и постигнуваат цели во животот. Ајде да видиме зошто ни се дадени тие ресурси кои ги добиваме по благодат преку верата во Христос. Бог ни подари се што е потребно за животот и побожноста, пишува. Нели така? За животот. Што значи за животот? Кога говори живот, кога говори за живот апостол Петар, посебно во ова послание, имајќи го во предвид и контекстот од првите стихови, си има во предвид новиот живот во Христос. Вечниот живот што го добиваме во Христос. Петар почна во првите стихови со спасението, новиот живот. Спасението го добиваме преку верата во Христос. Основата на спасението е Христос. И почнува со животот, со спасението, бидејќи ресурсите се напразни ако ние немаме живот, ако немаме вечен живот. Тие ресурси ни се дадени за да го живееме вечниот живот, што ни го дарил Христос. Не станува збор за биолошкиот живот, станува збор за вечниот живот, новиот живот во Христос. И апостол Петар почна во таа логика, зашто? Ако немаме живот, тогаш напразно е сето ова што е запишено. Првото прашање е дали имаме живот. Колку и ресурси да дадеме на мртов човек, колку и можности да му дадеме на еден мртовец, тие остануваат неискористени. Она првото што му треба на мртов човек, основното нешто што му е потребно е живот. И Бог прво ни дава живот. И затоа во првите стихови Петар говори за спасението. Животот кој доаѓа преку спасението, новиот живот. Сите во нашата природна состојба сме духовни мртовци. Христос не воскресна за нов живот, ни даде духовен живот, даде духовно воскресение. Нам ни треба живот. Ако немаме живот, ресурсите остануваат неискористени. Ако и не ни ги дава. Ако имаме живот, имаме ресурси. Ако имаме живот, ќе ги користиме тие ресурси. Има една убава изјава од еден познат теолог од 17 век, Хенри Скјуџел, кој вели: христијанството всушност е животот на Бог во душата на човекот. И за тоа говори апостол Петар малку понатаму. И ќе видиме ова послание полно со догматика. И во почетните зборови имаме концентрација, една густа концентрација на суперлативи, за кој сака да се покаже каква возвишеност, какви богатства имаме во Христос. И затоа сакам внимателно да ги видиме сите овие работи. Божествениот живот доаѓа во нас, во нашата душа. Нов живот, вечен живот, преку Христос. Еден друг апостол кој е наречен богослов, а Петар не е помалку богослов од Јован, вели во првото послание, 5 глава, 11 и 12 стих. А сведоштото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во неговиот син. Кој го има синот Божи, тој го има и тој живот. Кој го нема синот Божи, го нема тој живот. Прво треба да се осигураме дали во Христос имаме вечен живот. Дали имаме живот. Дали го имаме Христос како Спасител. Ако го имаме Христос како Спасител, имаме вечен живот. Понатаму, тој живот не станува реалност во нас кога ќе си заминеме. Кога говориме за вечен живот, ние обично мислиме на она што доаѓа после смртта. Она митолошка представа за христијаните кои умираат, одат на облаците, седат и свират харфи заедно со ангелите. Не, овој живот, вечен живот и ресурсите кои што ни се дадени за животот
се за овдека, почнуваат овдека на земјата. Во моментот кога ќе поверуваме, кога Бог ќе ни го даде животот, вечниот живот, тој ни ги дава како подарок, како дар, по благодат, преку Христос и ресурсите за да го живееме тој живот. И ако, всушност, ако ние имаме живот, оној живот што Бог го дава во спасението, ако го имаме тој живот, тој вечен живот влијае на нашиот земен живот. Ако божествениот живот влезе во нашата душа, не може нашиот земен живот да остане ист. Божествениот живот, вечниот живот влијае на нашиот земен живот. И кога вели апостол Петар дека Бог ни дал се што ни е потребно за животот, тој го има токму тоа во предвид. Во нас влегува божествената природа. Имаме нова природа. Природата на Христос почнува да живее во нас. И во таа нова природа ние имаме се што ни треба за тој божествен живот. Бог ни дава живот, ни дава спасение и се што ни треба да го живееме животот на спасение. Спасението, новиот живот е дар преку верата во Христос и способноста да го живееме тој нов живот е дар од Христос. И затоа нема оправдание дека ние не можеме да живееме нов живот во Христос. Преку новата природа и она Словото што ни го дава како учење, ние можеме да се справуваме овдека на земјата со предизвиците, со најтешките предизвици, со најстрашните предизвици. Можеме да се справиме со смртта како предизвик, било собствена, било смртта на блискиот. Новата природа во нас најнепосредно влијае на нашите односи со луѓето, како ги решаваме, како ги организираме односите меѓу луѓето, како се справуваме со страдањата, со искушенијата, како растеме во мудроста во секојдневните ситуации. Ни помага да се справиме со похотите, да се справиме со зависностите. И историјата потврдила низ вековите, историјата на христијанството, дека христијаните во ресурсите што Бог ни ги дава преку спасението, се справувале со најголемите искушенија. Страшни убийци станувале свети и праведни во можностите што ги дава Бог во спасението. Алкохоличари, крадци, христијаните низ вековите кога се соочувале со страдање, па дури со мъчеништво, смрт, се справувале преку ресурсите што по благодат Бог ни ги дава. Така да, ако современото христијанство открива недоволност, така да кажеме, во тие Божи ресурси, проблемот не е во ресурсите, проблемот е во разбирањето на современиот христијанин на тие ресурси. Вели повторно во оваа книга Мекартур, да бараме нешто повеќе од она што ни е дадено во Христос, наликува на френетично чукање на врата, на измачување да се види што има внатре, без да се осознава дека клучот од вратата е во джебот. Ние бараме постојано секаде одговори, решенија, а клучот за сето тоа е во нас. Бог ни го дал. Тој ни дал живот. Тој ни е дал неговата божествена природа. Ние ќе видиме понатаму, ние стануваме соучесници на божествената природа. Значи, прво, рековме, овдека се важни двата збора. Животот и побожноста. Ни дал се што ни треба за животот и се што ни треба за побожноста. И тоа се врзани. Ке видиме во и 3 и 4 стих, идејата се движи, една иста идеја се движи од една форма во друга, при тоа останува една иста цел. Светоста, побожноста, христоликоста, Христовиот карактер во нас. Ресурсите за сето тоа ни се дадени од Бог. Ги имаме на располагање. Побожноста е неразделно врзана со вечниот живот. Ако го имаме животот преку верата во Христос, вечниот живот, тогаш неминовно ќе имаме и побожноста. Побожноста, всушност, е свет живот, живот во светост и праведност. Понатаму,
апостол Петар говори за учество во Божјата природа. Истото е тоа. Суштината на Божјата природа е светоста, праведноста. Бог ни дал се што ни е потребно да ја живееме Божјата природа, да го живееме животот во светост и праведност. Се разбира, не очекуваме совршенство овдека на земјата. Не е возможно. Меѓутоа, треба да се огледуваме растеж во тој поглед. Бог ни дал се што ни треба, за да има растеж во светоста и праведноста. Во 2 глава токму тоа го критикува апостол Петар. Има многу учители кои се представуваат како христијани, кои тврдат дека добиле учење од Господ Исус Христос, меѓутоа имаат безбожно поведение. Тие не се побожни во своето поведение. Нивните дела откриваат дека тие не го живеат Христовиот живот. Затоа, вели апостол Петар, Бог ни дал се што ни треба за животот и побожноста. Оние кои не го живеат животот во побожност, тие не се Христови. Не се Христови учители, не се Христови следбеници. Уште на самиот почеток апостол Петар прави разграничување. Христови учители се оние кои живеат во побожност, зашто Христос ни дал можности да живееме, способности да живееме во побожност. Понатаму вели, Бог ни дава се што ни треба за животот и побожноста со божествената сила, бидејќи неговата божествена сила ни подари се што е потребно за животот и побожноста. Како ги добиваме тие ресурси за живот и побожност? Вели, Бог со својата сила, божествена сила ни ги дава тие ресурси. И со тоа апостолот исклучува секакво човечко учество, било какви човечки техники. Некои тврделе дека имаат способности, бидејќи самите имаат некакви техники или знаења кои ги немаат другите. Тоест, тие се нешто повеќе од другите. Тие знаат тајни техники, знаат мистерии, некои мистични учења кои им даваат посебни способности. И со тие посебни способности тие можат да бидат повеќе од другите. Апостол Петар вели, не, сите ресурси ни се дадени од божествената сила. Силата која дејства во Бог, дејства во нас. Не е нашата сила, тоа е божествената сила. Не се нашите заслуги, не се нашите знаени способности. Божествената сила дејства во нас. И со тоа, тие ресурси тој ги издигнува на највисоко ниво. Зошто? Зашто нема ништо поголемо од божествената сила. Бог, неговата сила ни е става на располагање. Апостол Павле во Ефесијаните, 1 глава, 19 стих, се моли христијаните да им се отворат очите на нивните срца, за да можат да го видат величието на Божјата сила, која го воскресна Христос од мртвите и која дејства во нас. Во нас дејства не каква и да е сила, божествената сила. Онаа сила која го воскресна Христос од мртвите. Ако таа сила го воскресна Христос од мртвите, нема ли да не воскресне нас за нов живот? И нема ли да ни даде способност да живееме во побожност, да го живееме божествениот живот? И тоа е идејата. Ние имаме голема сила, божествена сила на располагање. И кога говориме за ресурси, ние мислиме на силата на Бог кој дејства во нас. И затоа нема оправдување. Можеме се преку Христос кој ни дава сила. Можеме се преку Христовата сила. Христос застана кога беше во Витанија пред гробот на Лазар, кој 3 дена беше натре, и рече, Лазаре, излези. И мртвиот воскресна и излезе. Тоа е таа сила кој дејства во нас. Нашиот проблем е што не можеме да сватиме, не може да се довериме на божествената сила. И затоа живееме мизерен живот. Продолжуваат земните походи да не влечат.
и да нас овладуваат и да нас поробуваат. Зашто како оној мухита по главицата остануваат неискористени. Се доверуваме на други техники, а основното, божествената сила, останува празна, неискористена. Со спасението ни дава божествена сила и се што ни треба за побожност и живот. Добиваме сила од Светиот Дух кој живее во нас. И таа сила не е пред се да правиме театри, циркуси, како што некои ја дефинираат. Таа сила не е пред се за чуда и некакви чудни манифестации. Таа сила е за живот и побожност. Таа сила е да го живееме божествениот живот на светост и праведност. Да го одразуваме христијанскиот карактер во овој свет. Бог ни дава се што ни треба за живот и побожност преку познанието на оној кој не повика со својата слава и совршенство. И тука клучниот збор е ставен на повика. Христос е овдека. Понатаму апостол Петар во истата ова глава првата, во 18-19 стих ќе почне да говори за славата на оној кој не повикал, а кој тој ја виде на планината на преобразувањето. И од тука може да видиме јасно дека станува збор за Христос. Христос, кој е Бог, веќе видовме во првите два стиха, тој не повикува. Христовата слава се откриваше во земниот живот на Христос. Божјата слава се откриваше во земниот живот на Христос од почетокот до крајот. Апостолите беа сведоци. Тој говори дека е сведок на таа слава. Но таа слава најјасно се виде, појасно се виде на планината на преобразувањето, за кој што Петар понатаму ќе говори, и најјасно се демонстрираше на крстот. Кога Христос како праведен умираше за гревовите на луѓето, тогаш потемне небото, се затресе земјата, се отворија гробовите и мртвите воскреснаа. Славата и совршенството на Бог. Меѓутоа, овдека апостол Петар вметнува нешто. Таа слава која е присутна насекаде, очигледна во животот на Христос, која исполнува вселената, може да се види кога ќе не повика Христос. Неговиот повик е овдека важен. Таа останува непозната за човекот, додека Христос не повика, не ги отвори очите, не изведе од темнината и не воведе во неговата светлина. Тој не повикува да Борјан секогаш реагира на таквите повици со радост да откликне. Така. Важен е која идејата, зошто ги вклучува во овие работи овдека апостол Петар. Мора да го имаме во предвид гностичкиот свет. Оние кои претендирале дека самите, бидејќи се духовна елита, стигнале до ваквите, до спасението, стигнале до духовност, до возвишеност, стигнале до Бог, бидејќи располагале со способности. Не, Христос не повикува. Спасението е по благодат. Тој е заслужен за спасението. Спасението е негово дело. Тој ги отвара очите на човекот. Ние не можеме сами да си ги отвориме. Тој не повикува, тој не изведува од темнината. Тој прави да прогледаме во нашето духовно слепило. Се е негова заслуга, се е негово дело. Јован вели, и ние видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Петар, нели, говори за истото тоа. Кога ќе ни ги отвори очите Христос, почнуваме да ја гледаме неговата слава и неговото совршенство. И гледајќи неговата слава, ние се стремиме кон совршенството на Бог. И зато тука е ова вметнато овој текст. Тој ни дал се што ни треба за живот и побожност. Тоест, тој ни дал се што ни треба да се стремиме кон таа слава. Да ја достигаме Христовата слава. Пишува дека ќе бидеме прославени во неговата слава. Пишува дека кога ќе го видиме, ќе бидеме како него. Се очекува ние да се стремиме. Затоа ни ги дава ресурсите да се движиме кон славата и совршенството на Христос.
А Божите неисцрпни ресурси се содржани пак во неговите големи и драгоцени ветувања. Ово се зборови што Петар ги користи. Слава, совршенство, големи, драгоцени, Божја природа и така натаму. Една голема концентрација на големи зборови. А преку нив, вели, ни се дарувани многу големи и драгоцени ветувања, те преку нив да станете учесници во Божјата природа, ако се оддалечите од гнилежот, или с други зборови може да се каже и да се оддалечите од гнилежот на овој свет. Овој израз пак преку кој, ема како по традиција, традицијата си е традиција, без разлика дали почела пред 5 години или 1 година. Така. А би требало показна оние што задоцнуваат да седат на првата клупа кај што никој не сака да седне. Се шегувам. Не се шегувам. Добре дојдени сте. Сабајле, еден проповедник рече, оние што доцнат подобро да дојдат, дури ако дојдат отколку да не дојдат воопшто. Така. Добро. Преку кој? Прави врска со претходниот стих. Преку што? Преку славата и совршенствата на Христос ни се дарувани овие големи ветувања, огромни ветувања. Ветувањата, за кои што пишува овдека апостол Петар, се сите оние работи кои ни ги ветува Словото. Спасението, простувањето на гревовите, присуството на Светиот Дух во нас, мудроста, силата, плодовите на Светиот Дух и така натаму. Меѓутоа овдека апостол Петар поконкретно спомнува 2 работи. Да станеме учесници во Божјата природа и оддалечување на гнилежот од гнилежот на овој свет. И идејата останува истата. Животот, вечниот живот, божествениот живот во нашите души, побожноста, повторно светоста и праведноста и учество во Божјата природа. Што значи да учествуваме во Божјата природа? И обично кога велиме дека ќе бидеме како Христос, ќе бидеме како Бог, кога говориме за учество во Божјата природа, повторно доаѓаат асоциации за нешто што се случува после смртта. Апостол Петар говори за сегашна реалност. Ние стануваме учесници во Божјата природа сега, уште овдека на земјата. А што значи да станеме учесници во Божјата природа? Она истото за кое што говоревме порано. Тој го вложува неговиот, вечниот живот во нас. Ние стануваме Божји деца. Светиот Дух почнува да живее во нас. Неговата природа се вселува во нас. И тоа воопшто не значи, како што тогаш гностиците тврделе и како што многумина денес тврде, дека ние стануваме богови, мали богови. Не е тоа идејата. Да станеме учесници на божествената природа значи постепено, растејќи во светоста и праведноста, во растежот во побожноста, живејќи го вечниот живот, ние постојано го присвојуваме Божјото поведение, Божјото морално поведение. Ние стануваме се по христоподобни, богоподобни, христолики. Стануваме се послични на Христовиот или на Божјиот карактер. Стануваме се повеќе како Него и се очекува така, присвојувајќи ја божествената морална природа, еден ден кога ќе се сретнеме, кога ќе го видиме Христос, да бидеме како Него. А за тоа Бог обезбедил услови, ресурси. Тој ни дал се што ни треба за да стануваме се повеќе како Бог. Тој ни дал се што ни треба се повеќе да се богоуподобуваме, да се обожествуваме, како што велат нашите браќа православни. И не само тоа, значи, присвојувањето на Божјата природа или Божјиот карактер неминовно пак води до оддалечување од гнилежот на овој свет. Или ќе се случува тоа ако се оддалечите од гнилежот на овој свет. И тоа е сосема нормално, кога ќе заживее новиот живот, божествениот живот во нас. Нашата природна тенденција станува одрекување од сето она што не привлекувало во стариот човек. Човекот во својата природа
Природа што ја добива со раѓање. Има стремеж кон егото, има стремеж кон похотите на телото, има стремеж кон суетата. Тоа е она што го води. Суштината на светот е суетата, егото, гордоста, похотите. Но новата природа, божествената природа, во нас создава копнеш, стремеш да се оддалечуваме од сето тоа и да одиме кон она кој го карактеризира Бог, која карактеризира Божјата природа. Доаѓа осветувањето, а зборот светост, хагиос или кадош, всушност значи одделеност, припадност. Ние повеќе не припаѓаме во новиот живот. Ние не припаѓаме на овој свет и на нештата што го карактеризираат овој свет, ние припаѓаме на Бог. И ние избираме и сакаме да го избираме она што му припаѓа на Бог. Да го живееме божествениот живот. Секако, не значи целосно ослободување од телесноста, кој го карактеризираат светот. Не. Ние никогаш до крајот на животот нема да се ослободиме од тие похоти. Но како послушни деца на Бог, избираме да се оддалечуваме од гнилежите, како што пишува апостол Петар, на овој свет, кои сме ги сакале пред да се случи она духовно новораѓање, пред да дојде животот, пред Бог да ни ги даде ресурсите за новиот живот. Целосната слобода ќе искусиме кога Христос ќе дојде. Нашиот брат Лјупчо верува дека сме минута до тој чин. Да се надеваме дека е така. Го очекуваме, зашто тогаш ќе престане таа непрекината, постојана борба која се води во нас, меѓу едната и другата природа, меѓу оние инстинкти кои не водат кон светот, кои не влечат назад, и новата природа, божествената природа, која не води кон Бог, кон побожност, кон светоста и праведноста. Таа борба е секојдневна, непрекината, меѓутоа, Словото ни ветува преку божествената сила, преку неисцрпните ресурси кои што ги имаме во Бог, сме сигурни дека ќе победиме. Бог не повикал за да бидеме победени. Бог не повикал да победиме во неговата победа. Дејството на неговата сила, на божествената сила, ја осигурува победата во таа битка со старата природа, со похотта. Што ќе кажеме на крајот во заклучок? Повторно ќе повториме истата идеја. Бог, преку познавањето на Христос и преку довербата во неговите драгоцени ветувања, ни го дал неговиот живот и се што не треба да го живееме тој живот. Разликата меѓу нашиот земен живот, нашиот природен земен живот и божествениот живот е голема, колку што е голема разликата меѓу земјата и небото. На располагање ни се големи ресурси. Ако не ги користиме, можно е да не ги разбираме, а можно и дека воопшто го немаме животот кој Бог ни го дал. Ако го имаме неговиот живот, во нас ќе не влече копнежот кон тие ресурси, да го живееме животот на Бог. Неговите ветувања, Божите ветувања, кои ни се дадени преку славата и совршенството на Христос, ни дават, ни обезбедуваат неограничени ресурси во Христос. Да не бидеме како Кроуфуд, да не ги оставиме неискористени, запоставени, да не ги врземе во некое торбиче околу појасот, да си ги влечеме до крајот на животот и да останат неискористени. Да растеме во познавањето на Христос и неговите ветувања. Тој гарантира целосно задоволство на човечката душа. Бог, пастирот на човечката душа, ни дал се што ни е потребно за нашиот нов живот во верата. Амин.